Почитувани мои, вие сте со уште едно издание на емисијата Влаго. Повторно се наоѓаме во омеана традиција во Штип, каде ќе разговарам со познат штипски книжевник. Повеќе епитети се поврзани со неговото име, значи тој е неков книжевник, писател, поет, драматург и уште многу други епитети се поврзани со него. Меѓутоа, во текот на емисијата ќе поразговараме за сето она со што низ неговиот живот, низ текот на неговиот живот се занимавал мојот гостин, господинот Крајче Кацаров. Добре дојдовте, Влаго. Пред се, причината што ве сте овде во Аголот е неодамнешната меѓународна награда која добивте за книга посветена на децата, односно на детството. Станува збор за сказките на Мето од Пето. Реков меѓународна награда, наградата е Малиот принц на фестивалот за деца и млади во Скопје. Како дојде до тоа да добиете оваа награда, која што патем во емисијата ќе поговориме и за останатите награди кои ги имате добиено досега? Човек кој добие награда не треба да е Влаго, треба да е на бришен простор. И сите оние што добијат награда се на бришен простор, а некој ќе каже дека секоја награда значи по една пушка од некоја грмушка вперена во тој што добил наградата. Тоа е награда на Македонија Презент и на Феникс, награда за резултати во книжевноста, поготово во областа во литературата за деца. Кога зборуваме за литература за деца, мора да бидеме малку сериозни. Значи, јас секогаш наоѓам замерка на оние кои што ќе кажат детска литература или, да речеме, детска енциклопедија сега видов или детски театар и така натаму. И тоа само по себе збори на инфантилност, на некој инфант ситуација, но еве сега ние зборуваме за литература за деца и нашата сериозност треба да биде многу повисоко, на повисоко ниво, отколку кога зборуваме за книга и книжевноста за возрастни. Зошто го велам тоа така? Затоа што публиката, децата се многу искрена публика, не носат со себе никакви предрасуди и нема куртуазија кај нив, тие или нешто сакат или не, или со нешто се средуваат или не, или со нешто сочувствуваат или не. Искрено тоа се го кажуваат. Искрено на грдото да му каже дека е грдена, а убавото дека е убаво, и затоа сите се плашат од нивниот суд и на некој начин од со ваква или онаква причина ги избегнуваат тие замки кои што децата ги поставуваат. Сушност тоа не се замки, тоа е стејдж каде што се осветено од сите можни рефлектори, тоа е стејдж кај што те се соголен до коски. Од некакви сензори се И јас секогаш сум бил човек кој што се нафикал за најтешките работи. Ако има потешка работа тоа да раководиш со театар во културата, нека дојде некој, нека каже, ќе му се спортиставам. Значи, најтешко да се работи со актери, најтешко да се работи со писатели, најтешко да се работи со индивидуалци, со уметници, а јас секој сум се нафаќал на таа работа, веќе 20 неколку години сум со нив и 20 неколку години се едвај излегувам, речем, крај со крај. Но, 20 неколку години знам да се препознам во нив и ти оставам тие да се препознат во мене, иако има моменти во кои што имам чисти односи, моменти во кои што тагувам или со огромна желба сум за некои односи да се исчиста сушност, да знаеме кој зна што е, да ги забораваме работните места, да се фатиме за професија и така натаму. Така. Се сомневам дека некој не знае за вас, не го слушнал вашето име. Меѓу другото, и вие спомнавте дека работите во театарот, раководител сте на Народниот театар Штип во Штип, дека работите со актерите кои што се вработени во театарот, но патем пишувате. Рековте дека внимателно треба да се посвети секој писател кога станува збор за дела кои што се посветени на најмалите. Што беше она водечкото за да вие ја направите, да ја напишете оваа книга, сказките на Мето од Пето, и со каква внимателност ја пишувавте? Јас сум на работно место раководител уметнички на националната установа и тука и театарот спаѓа, но по професија сум писател. Значи, откако влегов во театарот, како знам за себе од тие мои најрани години, јас на тој начин и влегов во културната просветна заедница да работам, носев со себе подмишки една книга поезија и тогаш и втората книга поезија ми беше веќе на пат. Пишував и викам, сепак јас треба да сум некаде тука, бидејќи таа моја професија, таа моја желба да сум писател ме нагонува да се свртам кон
културното живење, кон она што значи духовен простор и да прилагам своји елементи во истото, за да, како што во воздухот се прилага кислород, за да и биде на луѓето полесно кога го вдишуваат, така ние во културниот простор мора да прилагаме творички елементи кои што сами по себе и го збогатуваат духовниот простор и го згрижуваат адорантот. Но она зошто сега се пишува за деца, реков, дека тоа е за мене огромен предизвик. Дека сакам да се сообразам со она што е најстрашно, да се сообразам со она што бара најмногу одговорност и жртвување. Значи, секоја професија бара одговорност и жртвување. Јас напишав дури една поема за која што ја добив Григор Приличев наградата. Малку од тие оние кои што пишуваат за поемата го видува тоа во неа, а на самата по себе беше со порака дека во секоја работа, секој еден со нас треба да биде пред се одговорен и да биде жртва на одредена ситуација. И затоа јас реков дека најсветата личност, онаа кој што најмногу одговорна, онаа што со најголема љубов кон Бога, тоа е човекот кога Аврам кога го изнесува својот син да го предложи на Господа. Огромна е одговорноста и жртвувањето. Жртвувањето и одговорноста е оние вредности и принципи кои секој еден човек треба да ги има кај себе, кога е на работа и кога бара работа. Врз основ на тоа да ја бара работата и врз основ на тоа да ја врши дејноста. Оти се повеќе и повеќе наидуваме на примери кои што зборуваат дека малку сме одговорни и малку се жртвуваме за нашата позиција. А тоа е основна ситуација. Од таму се поаѓа. Тоа е стартна линија како што и цел. Не може никој надвор од таа ситуација да зборува дека дава сериозни прилоги во општественото живење. Неубаво луѓето кажаа дека некој имаме држава, но немаме општество. Го губиме општеството, ја губиме заедницата. Всушност, ја губиме одговорноста и пожртвуваноста. Многу декларативно ќе доаѓаат луѓе реторички, ќе кажат секој утро кога ќе се разбудиш треба да видиш што си направил за државата и до таму. И потоа секој ќе стави раците на грбот и се шета и гледа што другите прават, а не тој самиот. Додека сме во таква ситуација, секогаш ќе има луѓе кои што ќе страдаат и ќе бидат во очи и некој кој што незаслужено ќе се на одредени позиции. Тоа е доволна причина, одговорност и жртвувањето да се зафатам за најтешката работа во книжевноста, да пишувам за деца, да видам како може таа ситуација да се носи со еден човек кој што е на возраст на кој што сум ја. Дали со себе го носам детството? Оне што ќе го заборави детството, тој веќе заборавил многу нешта во животот. Тој всушност не искрен кон себе си. Значи, нашето детство, реков ја на едно место, тоа е законот на човекот. Како што има многу закони во природата на човекот е детството. Ниту еден не може, што повеќе старее, што повеќе доаѓа во годините, тоа повеќе се враќа на оние моменти во детството. Ниту еден не може да го заборави. Вика, доаѓа нашето детство и после детството е само период во кој што се трудиме да го заборавиме она што ни се случило во детството. Колку сегменти од вашето детство се вклучени во оваа книга? Па скоро сите. Бидејќи книгата е мала, ама она што оставило врз мене кај мене трајни впечатоци. Може да се наречеме автобиографска на некој начин. За тој период од вашиот живот. Сите книги се автобиографски. Ке дојде некој човек и ми рече, дај да ти кажам некоја приказка за да напишеш роман. Јас одма бегам од таму. Јас не го ни слушам, дури тоа не е мојата приказна, тоа е негова приказна, нека си ја напише ако може. Значи сите ние имаме наши приказни што сакаме да ги изнесеме и во јавноста. Сите не постои, можеби сега некој ќе се спротистави, некој може да ми опонира, но не постои писател во светот кој што напишал нешто што не се допира до него, до неговиот светоназор, до неговата натура, до неговата можност за емпатија и така натаму. Пред неколку дена кога разговаравме токму повторно за вашата награда, спомнавте дека подготвувате нов роман. Па не подготвувам, тој веќе дека е завршен, треба да се промовира, да. Тоа е романот кој што го напишав. Значи, прашањето ми е поврзано со тоа. Рековте дека оваа книга Сказките на Метод Петто е посветена на децата. Вашиот роман секако не е, нели, посветен на деца. Која е разликата? Значи, кој е начинот и стилот на пишувањето за деца и стилот и пишувањето за возраст? Огромна е разликата.
Дали некогаш, бидејќи станува збор за вашето детство, доаѓало до моменти кога на некој начин, иако нели се тоа ваши сеќавања, на некој начин сепак треба да вашиот вокабулар, односно вашиот фонд на зборови да го снижите на она ниво на кое што се децата за чија возраст се наменета книгата. Тоа е, значи и во едната работа и во другата има многу замки. И сите тие замки треба да се избегнуваат. Тоа е како возење слалом. Значи мораш сите капии да ги поминеш за да стигнеш на целта. Можеш да промашиш, ама кога стигнеш на целта, зад тебе има неколку промашени капии и целта не е таа. Значи јас знам дека ние постојано, пред вчера се видов со една професорка на факултет и е член на едно жири каде што мојот минатогодишен роман е на разгледување и таа ми рече, го читав твојот роман и јас си реков, знаеш, викам, видиш ли дека тој роман се разликува од сегашните напишани романи кај нас, ама некој вика дека не е роман. Не, се задржуваме на тоа дека тоа е роман, ама јас не можам во романот да раскажувам на начин на кој што до сега раскажувале нашите романописци, нашите раскажувачи, оние кои што пишуваат и раскази и така натаму. Затоа што се трудам мислам дека на луѓето веќе им е банално да следат една приказна која што има некои, како се вика, такви хоризонтални одови, нединамични моменти. Кај мене има една техника во пишувањето која што зборува дека ако сакаш да го действието да го забрзаш, ако сакаш например да речеме одредени нешта да ги како се акцентираш на многу по суптилен или по јасен начин, тогаш треба да се фатиш за диалошката форма. Диалошката форма те влече кон крајот, те брза во читањето и ти дава за право, нели, да се однесуваш така со прозното дело. И јас сум тука поклонник на таа диалошка форма и мислам дека тоа диалогот е ситуација со која што можам да владеам, затоа што Горан Стефановски на едно место има кажано дека структурата како да се напише роман, како да се напише драма се учи, но како да ја направиш диалошката форма, како со диалогот да се снајдиш, ти мора за тоа да си роден. Кога станува збор за пишување за деца, значи, децата имат една терминологија или да речеме комуницират со термини кои што тие самите ги избираат, а не кои им се подават. Значи, тие со себе носат еден свет или тие со себе имат представа за еден свет и сакат во свој свет да бидат населени. Гледате како успеа Роулинг со Хари Потер. Значи, не успева таа со Хари Потер нудејќи го на деца, него децата го бираат Хари Потер. Таа само и го покажува и тие влегуваат во тој свет, како се вика, со отворен гард. Значи, немат проблем за целата таа ситуација, можат да кореспондират со јунакот, можат да кореспондират на јазикот на кој што тие кореспондираат, разбирлив е за нив. Оти секое дело е шифра. Таа шифра децата може да ја разберат. Таа шифра децата може да ја дешифрират и да ја понесат со себе. Тоа писмо наоѓа добар адресант. Значи, писмото за деца мора да биде адресирано. Значи, кога е точно адресирано, децата го примат. Кога не е точно адресирано, тие излегуваат на оној кој што ги адреси, кој што им носи писмото и велат иселени са, не се дома. Нема никој. Значи, не е за нив. Страшно е. Ако се работи за возрастните, тука има куртоазија, тука има предрасуди, тука има припадност на родови, на социјални структури и така натаму. Кај децата го нема тоа. Тие од прва. Не можеш ти сега да му напишеш нешто и да рече детето, ќе се разбудам утре на ште срце, на чист воздух ќе го разбере. Нема. Тоа или го разбира се или не, или аплодира или не. Јас направив неколку представи за деца, јас тоа и го кажувам на моите глумци, тие кој сака нека го разбере, кој може и да не, но тие несериозно приоѓаат кон тој како режисерите. Значи, внимавајте кога правите нешто на сцената. Внимавајте кога изговарате нешто на сцената. Тоа мора да биде точно, прецизно пренесено. Тоа мора да биде насочено кон публиката во салата. Тоа мора да биде насочено кон детето од толку години. За да он може да... Затоа што па децата се сунгер и пиваат се. И на крајот не аплодират, децата си одат. И викаш,
Како бе представата се бендиса? Нема што да прашуваш. Значи, реакцијата на децата кажува за каква представа станува збор. Реакцијата на децата кажува за каква книга станува збор. За как јас сум бил со писатели за деца, сме настапувале некаде и кога ќе дојде некој писател за деца во кој што има певливи песни, има многу ритам, има рими кои што тие ги сакаат, кои ги тие препознаваат, кои што може да ги запаметат, кои што може после устно да ги пренесат, да ги изартикулират, супер. Ќе дојде некој, ќе почне некои работи, тие не реагираат или до некаде во представата, во тие моменти каде што е одлична представата, каде што е динамична, каде што е полна приказната, каде што се јасни ликовите, каде што конфликтот е јасен, децата реагираат. И кога ќе влезеш во некоја хоризонтала во действието, каде што нема амплитуди такви, децата гледаш дека се веќе почнуваат да се изборуваат меѓу себе, досадно им е, чекат да заврши часот. Не следат внимателно. Не следат внимателно и така натаму. Значи, тоа е многу интересна група на гледачи и тоа е доста благородна работа ако знаеш да комуницираш со нив. И ќе видиш дека после една таква ситуација, кога ќе напишеш книга за деца и кога ќе видиш дека децата книгата ја сакат и ја читат или другаруваат со јунаците, ги носат јунаците со себе, ликовите од книгата, ти си направил голема работа. И е многу посреќен си од оценката на децата, отколку оценката на возрастните. Ти реков, оценката на возрастните е може понекогаш од интерес. Не е некојаш резултат на изострени чувства, не е некојаш резултат може на ли да народски организиран. да се израза, може некој близок ваш, па на некој начин лице ќе направи или... И затоа јас Лично, никош не да. правам промоции. Затоа што ќе дојдат моите блиски, сите ќе кажат одлично, браво. И еве, тоа се тие разлики кога зборувавме, нели, и зошто некои луѓе се одлучуваат да напишат книга за деца, па книга за возрастни и така натаму. Но тоа се интервали, тоа се бранови кои што доаѓаат и ги напаѓаат чувствата, можеби понекош потребата да искомуницираш со одредена група на луѓе, со група на луѓе, одредена социјална структура, група на луѓе, да речеме одредена старосна граница и така натаму. Јас секогаш сум сакал, јас кога ќе најдам деца, си играм со децата. Кога ќе најдам постари луѓе, со постари луѓе зборувам на нивниот начин и се трудам да се спуштам на нивно ниво, да се трудам да ги разберам, како што се трудам да ги разберам децата и нема меѓу нас недоразбирање. Досега зборувавме за прозни дела или тоа истото се однесува и кога пишувате и поезија? Дали во тој случај... Исто, јас се пишувам внимава? поезија за деца, еве сега сум соработник на Смешко, на списанието за предучилишна возраст, со уште потешко, значи се нафатив на уште потешка работа и значи ни едно дело, ни една работа која сум ја пишувал, не ме будело навечер, како што ме будат овие за предшколска возраст. Ке ми нарачат некоја песна на одредена тема и јас ќе речам ќе ја направам за толку време и после се будам среди ноќ и ја пишувам. Или се будам среди ноќ и трчам да го запишам тоа што треба да го направам. Тоа са возрастните не, затоа што викаш возрастните можам да ги манипулирам и тие ќе дојдат на некои фрази, на некоја терминологија ќе се залепат како муви на мармалад и тука ќе останат. А децата не. Тие се одбиваат како топки, како тениска топка од зид, ако ќе најдат на нешто со кое што не сакат да комуницират. И затоа ти си викаш, аха, ја треба да ги сега да останам интересен за децата и кога ќе се најдат. Јас се најдов една многу чудна работа. Напишав книга за деца Ојле Брада во животинска балада и отидов во Кратово. И да ја промовирам книгата, да ја имав со мене промотор, да ја промовираме книгата во не знам како се вика основното училиште и дојде од деца од прво до четврто одделение. Ама имаше 200 деца, ги на собраното. И јас сам си читав фрагменти од книгата, откако заврши со своето излагање промоторот, и јас излигов и да ти кажам право почнаа деца да аплодираат и да викат уште. Јас се изненадив. Има ли прашање во после? Немаше прашање, ме вика на бис да ја читам. И јас ги прочитам песна и кечам, а сега и ти ајде пак и сега пак ги прочитам песна, ама беа искрени. Оти не можеш, децата не можат да не се искрени. Не можат да, ако им читаш ти ќе стане дошки си отидат. Или ќе зборуваат меѓу себе. Вие слушаа и бараа повише и си реков, добро, за денеска толку, 1 час, па натаму пак ќе се сретнеме. Значи и го доживеав и тоа што никогаш сум доживеал, например, кога читаме понекогаш некаде некои песни, некој од публиката
да изреагира, да биде во моментот да ја свати песна, ти веднаш да реагира затоа што не може да го понесе со себе импресите, сака веднаш да ја даде јавност на своите чувства, ама кај ова, кај децата беше одлично. И ја мислам дека тоа е една ситуација која што ќе ја носам со себе и секаде ќе ја раскажам. И вреди да се раскажува. Сега ќе направиме да не речам пауза, ќе одиме со краток џингл, а потоа ќе продолжиме конкретно за пишувањето книги, значи за вашите книжевни дела, за наградите. Вие спомнавте наградата Григор Фрличев, меѓутоа не е тоа се. Потоа ќе се вратиме повторно во традиција и продолжуваме. Одиме со џингл. Еве неповторно во Агол, во омејана традиција, каде разговарам со книжевникот Рајче Кацаров од Штип. Во првиот дел слушнавте кои се начините, на кој начин треба да се прииде кон децата, на кој начин кон возрастните и дека господинот Кацаров има добиено голем број на награди. Реков, спомнавте и вие самите за наградата Григор Фрличев, тука е Рациновата награда и многу други меѓународни награди. Хајде да направиме едно ретроспектива на сите меѓународни, не се тие меѓународни награди, тоа се национални награди наши, но од друга страна да се разбереме кога станува збор за наградите. Никогаш не треба да се сватат наградите како некоја можност да се качиш на пиедестал и на некоја висина и оттамо да ги посматраш останати, наблюдуваш останати кои што немаат награди. Не. Наградите кај нас представуваат само легитимирање во одредена средина. Значи, наградите, ние немаме читателска, 100 пати сум го тоа рекол и 100 пати сум го повторил. Ние читателска публика нема. И од друга страна, многу малку имаме можности и средства со кои што може да ја потврдиме нашата присутност во одредена, да речеме, книжевна средина. И наградите ни го дозволуваат тоа. Тоа е средство за идентификација. Кога ќе ги немаш наградите, не можеш да се идентификуваш. Ама луѓето кои што малку го знаат и се бават со тоа, кажеш, овој бе наградика. Или овој се наполни награди, или тие награди се вакви онакви. Не. Далеко е од сета таа работа. Кај нас во Македонија е поинаку отколку секаде во светот. Е поинаку, ако имаше на многу интерес, она што некаде е систем, кај нас е инцидент. Она што кај нас е некаде инцидент, кај нас е систем. Значи, некој и така и со наградите. Значи, нема кај нас награда која што треба да те издвојува од средината на начин на кој што се доделуваат наградите во другите книжевни и духовни средини. Нашата награда за мене е само легитимирање на присутноста на одредена личност во дадена средина. Дали таа ќе биде уметничка, спортска и така натаму. Тоа е, да речеме, како се вика, оценување на вредноста на делото или проценка на истата. А сега кај нас е поинаква ситуацијата. Кај нас добиваш награда и ти со наградата се легитимираш и одма веднаш после тоа член на друштво на писатели ставаш добил награда. А никаде не пишува кој весник, што и авторот, како се критичарот од весникот напишал за тебе. Ке напишува во Times, ова. Да, тоа јас сакам да кажам, нели во напишал овој, во речеме во Observer напишал овој, ке нас го нема тоа. И после секоја промоција, тоа имам забележано, јас после секоја промоција, ете во Америка, веќе ги спомнавте ти, или во Западна Европа, писателот или оно што се промовира, прво што ќе направи утредента е да ги прочита критиките во вестници. Дали тоа е она најголемата сатисфакција на некој творец, или пак што? Кај нас нема критики. Еве сега да речеме во Штип нема книжарница. Каде може да се купат книги. Еве сега и тоа беше наредното прашање, каде може да се пронедат вашите? И утре може некој ќе рече, чека, имам јас 150 денара, кидам да купам. Каде да купам книгата? Сега да отидеш во ние на продавница не можеш да најдеш книга. Зошто? Што е тука проблемот? Еве јас на пример би сакала да купам ваша книга и да ја имам дома во мојата библиотека. Јас кога овие, како се вика, проблемот е во тоа што нашите домашните автори не ги излагаат на гондолите или на витрините, бидејќи тоа се автори кои што се печатат по синакура по однос на донација од Министерството за култура. И тоа се веќе покриени средства. И со дел од тие средства и со некои лични средства, тие печатат светски хитови, бестселери, ама
да речеме, со такви не кој знае проверени вредности, кои што се купуваат на Главно се пазар, барани од романи, читателите, не знам, да. тамо кај читателите, и тие мора да ги стават напред да ги продадат, бидејќи вложиле во нив своји лични средства. И македонските проблем. автори ги немат. И сега ќе му рече, ама чекай, зашто? Аби види, него е покриена, ќе излезе 50-100 книги, со 50 ќе се задолжителни примероци ќе однесе во библиотеката, другите 50 ќе ти ги даде десетина за тебе и готово. Платени му се книги, тој нема потреба од пазар на тие книги. Таа книга нема пазарна вредност, Да, затоа што меѓутоа пратена. читателот сака да го прочита тие и книги тоа на оде него. на штета на писател. Како шо и на штета на читател. Ќе се читателот слушнеш пред со се. некој, вие шо работите? Па јас сум писал, прв пат слушам за вас. А од друга страна, тоа е нашиот истакнат македонски писател, влезен во лектира, влезен во енциклопедија и на пример случајно ќе најде на македонска енциклопедија и ќе рече под К, Т, ама јас не сум го слушнала. Ја не сум читал од него. Па кај ќе читаш? Кај ќе читаш кога никој не ти го нуди тоа? Значи немаш место каде што би можела некој да ти ја понуди книгата. Затоа наградите се окей. Затоа наградите се нешто кое што е леп насушен за писател, па да речеме и за оние кои што ја сакат литературата. Ќе рече, ова е награден, да, јас ќе ја купам неговата книга и ќе прочитам нешто добро, бидејќи што ме е награден, значи напишал нешто добро. И тоа е за тие моменти кога јас зборувам за награда и кога се и наместени наградите, сладки се. И се потребни и се нужни. Нужни се за нашите писатели и за читателите награди. Поготово за нашите писатели. Не кога ќе го земеш она што го напиша Блаже Коневски во својата песна дека ние сме представници или на смачкано племе, дека не нема, дека се помалку и помалку сме и онаа тажна работа која што Ганет Тодоровски ја кажува, а сите ние на смешка ја кажуваме колку сме толку сме, што значи еден сме, ама не сме токму, не значи дека треба да сме еден, треба да сме повеќе, треба да зборуваме да сме повеќе, треба да се организираме, треба да се собираме, треба да сме заедно. Токму ние тоа, значи, колку сме токму сме, тоа е една очајна ситуација, тоа е на такво помирување, тоа е на такво трпение, тешко, тоа е чудо. Не е така, значи мора да поставиме повисоки цели. Така, кое е решението во овој случај? Треба заеднички. Кое е решението за читателите кои што сакаат да прочитат ваша книга или од некој друг Министерството за македонски култура писател? треба да ги издава македонските писатели по број, со толку страници, со толку примероци и да ги пушта во трафики било каде со популарни цени. Со по 50 денара до 100 денара. Значи македонските писатели и кога сите луѓе ќе се изнаграбат такви книги, еден од нив ќе избере еден македонски писател што ќе го чита. Не мора да се врзува за лектират. Добиват книги, награди добива, сега библиотеката Браке Миладиновци по известно време на најчитана книга го прогласи писател за деца, а книгата во лектира и децата како за лектира ја земат. Нормално дека ќе ја чита. Нормално ќе ја чита. Оти мора за лектира. И тој е најчитан. Па тоа е срамно. Дали е репер тоа ако на пример на некој писател или поет книгата е дел од образовниот систем дека е лектира? Не е репер, бидејќи тие Дали ваша книга е влезена во тој? Па не, тоа систем? ја мислам дека ако многу пати сум бил со овие кои што викат оваа книга вреде да влезе, овој треба да влезе, ама тоа се направи. Кој одлучува за тоа кој? Па добро, тоа сигурно си читаат деца. педагошкиот завод има таму луѓе кои што од педагошки аспект ги прават тие, па затоа ќе ти го става злосторство и казна во втора година. Злосторство и казна не е за на факултет, не е за тоа. Кога ќе земеш, замисли Дон Кихот во прва година, тоа е тоа е светска книга, тоа е една од најчитаните книги и после Библијата. И тие стават во прва година, кога децата се уште не може да излезат до тај или навлегуваат од тај или да го прифатат пубертет. речникот со кој е пишувана таа книга. Има тука некои работи кои што тие од свој аспект, преку свој некои, како се вика, методи ги применуваат и ги користат тие методи во правење на тие лектерни изданија или избори и така. Тоа е ситуација која што сепак педагозите ја знаат подобро од нас. Пред да снимаме емисијава, се слушнавме, нели ви реков дека сум на едно поетско или односно читање на лични творби на дечиња од едно основно училиште во Штип, лични и прозни и поетски творби. Се потрудиле децата, интересно беше во секој случај, меѓутоа, вие како нели веќе докажан и истакнат писател и поет, што би им препорачале на
идните писатели, да речеме, на дел од овие дечиња, секако можеби некој од нив ке во текот на животот ке се одлучи да седне да напише книга, поезија или прозно дело да напише. Што е она што вие би им го препорачале, на кое што да спомнавте на почетокот, меѓутоа еве сега, нели, она на начин на кој што би сватиле децата кога ќе седнат да пишуваат книга, што е она кое треба да почнат, што е она што во текот на пишувањето треба да обрнат внимание? Прво треба да расчистат една работа. Дали тоа го прават од љубов или од, како би рекле овие србите, из доколици, поради тоа што нема што друго да работат. Во едно слободно време, па еве сега да го потполно слободно време со пишување. Мора да ви биде јасно. Ако го работат од љубов, тогаш јас би препорачал веднаш да пренасочат љубовта кон читање. Од читањето да произлезе потреба од пишување, а не од пишувањето потреба кон читањето. Сега, знаеш, тоа се многу опасна замка. Многу опасна замка и многу треба да се внимава. Ке почнат децата да пишуваат, ке пишуваат и ке наидат на некој критичар кој ќе им каже дека треба да читат и тие почнат да читат. Не, треба да читат, па после да почнат да Добро, со пишуваат. читањето нормално дека го зголемуваат фондот на зборови. Не само фондот, него тие веќе влегуваат во тој свет. Гледат ги сите тие опасности, сите тие предности кога ќе навлезеш таму. Ќе видиш дали си пред се подготвен да бидеш граѓанин на тој свет. Дали има место за тебе таму. Кога ќе видиш се кој што напишал, како напишал и сега викаш колку треба и низ каква форма треба ја да давам свој прилог. Каква треба да биде мојата артикулација? Ти сега артикулираш низ форма, низ песна, низ форма на песна, низ таков модел, низ живе. И најнаш кога ќе почнеш да читаш, кога доста ќе прочиташ, ќе чеш, јас сум грешал, јас сум за драма. Чекам, јас сум грешал, може да правам добри раскази. Ама тоа веќе поминало доста време и тоа истото те враќа назад. Ти мора да поаѓаш од повеќе аспекти, повеќе методи да носиш кај себе. Значи ваков метод, онаков метод, ваква техника, онаква техника, која што сама по себе ти се наметнува во одредени фази на пишување. Ти не можеш сега како дете да пишуваш бел стих или да правиш поема. Значи мора да почнеш со врзан стих, мора да правиш да се со рима, да го видиш ритмот, да вежбаш во тој поглед. Таа техника да ја совладаш. После доаѓа се повеќе. Значи доаѓа, има една таква ситуација кај еден од најголемите светски поети и интелектуалци Борхес, кој што вели дека секој поет треба да почне со сонет, а да заврши со хаику. И ќе наоѓам некои луѓе кои што почнува со хаику, а на крајот прават сонет, значи обратно. И тука има нешто не точно, значи нерегуларно во нивното работење или во нивниот од во тој книжевен свет или да речеме тоа книжевно твориште. Така да тоа се ситуации и јас би препорачал прво на сите што ќе сакат, што мислат дека имат потенцијал да пишуваат, да почнат да читат. Да почнат да читат и тоа сериозно, а се она што и се нуди, се она што можат на основ нивната возраст да го восприемат како напишано, како подадена реч, да ја совладат. И ќе дојдат периоди во кои што ќе одлучат дали да продолжат со пишување или само со читање. Немојте да брзате со издавање. Оти утре ќе дојдеш во ситуација во која што ќе треба да се срамуваш од тоа што си го кажал тогаш. А си го кажал во години што си го напишал веќе испечатено и тоа зборува. Останало како доказ. Да, ако сака сега некој има многу од овие и со политика што се бават, се пишували и песни. И сега ако сака некој да ги изанализира, да ги детронизира, ќе почне таму. Така тоа е лесна работа. Спомнав на почетокот, односно во најавата на оваа емисија, пред да почнеме со разговорот, дека меѓу другото сте и драматург. Која е разликата да се пишува, да се прави драматургија, која е разликата да се пишува ром? Драмата реков, значи Гора Стефановски рече дека за драма треба да се роди. Таму има повеќе диалози да се кажа. За тоа треба да се роди. Има драматург, никаде во свет не се учи како се пише драма, кај нас уште има, и во Белград. Секаде е театрологија, јас специализирав, мојата специализација во Бугарија беше театрологија и имавме таму 30 на испити кои што сите нито еден испит не учеше како да напишеме драма. Сите не учеа како се чита драма. И кој напишал нели како се. И реков, тоа е драматургијата е па една поинаква дисциплина, таа е ситуација која што
во денешно време на различни начини се толкува. А тоа го толкуваат на таков начин и во Бугарија, не сме само ние виновни. Значи, многу драматурзи во Бугарија ги прават тие флаерчиња, програмчињата и тука завршува нивната работа и нивната дејност и нивната задача и нивниот прилог во театарското живење. Некои од тие стануваат критичари, некои пак пишуваат пиеси, има, да речеме, од факултетот во Белград има многу завршено драматурзи кои што се популарни и не само во Југославија, во Србија, него воопшто пошироко. Билјана Србјановиќ е една од тие. И многу други, да не ги споредувам сега. Тука е, например, да речеме, од нашиот факултет по драматургија Дејан Дуковски, така да има завршена драматургија, кој кај беше негов професор беше Горан и така натаму. Значи има и такви кои што имаат завршена драматургија и кои што стануваат популарни драматурзи, но повеќето се луѓе кои што никогаш не биле присутни на, како се вика, на такви часови, на такво креативно пишување, а се драматурзи и доста играни во сад и така натаму. За изненадување, например, да речеме, поставувањето на сцена на текстовите на делата на Достоевски, кој што никош не напишал драма, а многу е поставуван широм светот, безброј пати е поставуван. Значи и Бесови, како се вика, и Злостворци и Казна, и Браке Карамазови и така натаму, многу. Исто се поставува, да речеме, некои работи, Рат и мир се поставуваше на Толстој, знам, во Болшој театар го работи и операта и на театар, и така натаму. Значи, јас постојано и сега кога многу драматурзи примаа кај нас, значи некој завршил книжевност и драматург, тоа е една ситуација која што не кореспондира една со друга и доаѓаат во театарот и всушност не знаат што да работат. Што би јас работела сега? Да пишувам драми, никош не напишала драма. Се обидува да напише драма и тоа е најлошо, пак и тие најлошо е кај тие кои што ќе почнат да пишуваат драма на 40 на 50 години и мисли дека кој знае што напишал, ќе се степа да го даде тој текст и потоа е навреден ако текстот не му игра, не може да свати дека тоа е почетна ситуација, дека не е добро. Исто е многу голема грешка и е тешко да почнеш на толку години. Јас почнав на 14 години да пишувам драма. И дури во театарот со учениците од гимназијата подготвувавме. Како дете, прва година бе. Значи, со години се тоа. И денеска не може да кажам, многу од театрите не ги играат моите представи, некои не ги зима во обзир, некаде во некој антологија не сум дури ни застапен, да речем, и така натаму. Но, цел живот си се бавил со тоа, дури поминав некои школи, и пак некои работи не кореспондираат на начин на кој што би требало да се кореспондира, не се оценети на начин на кој што треба да бидат оценети, така натаму. Барем ја така мислам. А камоли пак сега некој да влезе и ќе бидам драматург. Проимот, јас напишав цела една книга во која што во поднаслов стојах драматургот, каде што објаснувам низ примери што треба, што значи драматург и како драматургот треба да се однесува во театар. 100 пати реков дека драматургот говори тивко на увце, значи му говори на актерите, на актерскиот ансамбл, му говори на режисерот. Драматургот ја отвори устата, преку него говорат сите можни векови наназад што било. Драматургот е аверс и ревес на театар. Драматургот е јазикот на кој што зборува театар. Драматург, сето тоа и го кажа, луѓето не се, кој кажал Трајче, дај Боже да го снема. Ако нели, пушти го. Да. Пушти го, ние можеме самите да имаме си политика за нас, таа ни ги брише сите нашите негативности, се она што ние не го знаеме. Пушти го тој нека зборува. Јас си викам, окей, книгата стои тука. Значи, каде стои таа книга? Каде може таа книга да се најде? Таа книга во Скопје. И тоа е издавача Матица и на таа книга. Матица Македонска може во Скопје да се праша, извинете, а Матица Македонска има 2 книжарници во Скопје. Има ли ја така? Тој ми рече еднаш, вика, во библиотека може ли исто така? Мислам дека во библиотека треба да има. Ке дојде вика некој ке праша Трајче некој од твоја книга. Јас му викам, ама и други книги. И тој ќе гледа да си избега побрзо. Значи да не му досадуваш. Тука, значи, нашите читатели се сепак неграмотни до тај степен за да можат да искореспондират на начин на кој што се потребно да се кореспондира со читател, а од друга страна ние сме толку мал народ, се еден со друг се познаваме, па се викаме, за да можно тој да напише нешто добро. Значи, или да можно тој да изигра нешто добро или да испее нешто добро. Вие знаете како беше со нашиот Макфест. Јас се сеќаме на година кога победи Трајче Мане, сите се беше тоа очај. А тој беше стварно најдобар.
Нели? Ама како победил нашиот пејач, кој може да победе некој од увоз. Значи, тоа е една ситуација која ќе доведи нашата музика во позиција во која што е сега, нашето сликарство во Да не го позиција почитуваме во која оно што е што е сега, наше. и нашиот театар во кој што е сега. Сите го играат Шекспир, а се учат на естра. Па молим те. Но еве, тоа е правило кај нас. Доаѓа Брехт го работи, а учи на естра или учи во Свети Николе на факултет. И наеднаш кога ќе дојде институцијата во колапс, во некоја ситуација од која што тешко може да се извлече, тогаш ја бараме вината пак надвор од нас, а не во нас, бидејќи секогаш треба да си поаѓаме од себе си. Само во таков случај можеме грешките да ги исправаме и да не ги повторуваме. Имате ли добиена награда за драматургија? Во Битола летоска ми дадоа една така награда за придонес во драматургијата во Македонија и за мене голема награда е што излезе на антологија на македонската литература воопшто од 19 век па до сега, каде што сум застапен меѓу 7-8 македонски драматурзи, значи тоа е оние, значи што се суштината на македонската драма, оние кои се, нели, така пред се појави во македонската драматургија, преку кој не може да се помине. Кај нас единствена награда за драмски текст може да добиеш на Чернодримски. Ако некој од театрите го работи твојот текст, мене работеа неколку театри од надвор од Македонија, но на Чернодримски правило е на тие домашен театар да го работи текстот, за да можеш да влезеш во конкуренција за награда. Се што доаѓа од надвор и покрај тоа што го работи твојот текст, ти не си во конкуренција за награда. Така да јас повеќе пати имам учествувано со некои од надвор театарски трупи и не си во конкуренција. Ајде, годините се пред вас. Па, добро. Предлагам да додиме со уште еден джингл, а потоа ќе поразговараме малку за списанието кое што неколку години наназад го издавате. Почитувани мои, сигурна сум дека во текот на емисијава приметивте дека на масава овде во обејана традиција се наоѓаат, освен книгата Сказките на Мето од Пето, се наоѓаат уште две, да речам, книги, меѓутоа тоа е едно списание кое што мојот гостин Трајче Кацаров веќе со години наназад се труди да речем да го одржи во живот. Да. Може ли така да се каже? Да, во секој случај. Списаниево е посветено Да. на културата пред се, на уметноста и на културата. Која беше првичната идеја за издавање на ова списание и познато е дека нели голем број на познати книжевници имаат објавувано своји дела токму овде и што е она што ве мотивира и ве држи понатаму да го издавате ова списание? Па видете, секој не знам, јас па на почетокот да не се повторувам, реков дека постојано се фаќам во, како се вика, влегувам во некои немирни води. И многу луѓе би се откажале од една таква работа. Јас 22 години веќе сум главен одговорен уредник на ова списание. Во 1993 година на тогашниот министер за култура се најдов како уредник на Штипско културно лето, заедно со уредникот на Шкопското културно лето, на Охридско лето, на еден разговор кај министерот. Откако заврши разговорот, јас му реков: господине министри, ја користам приликата да ви понудам една работа за која што мислам дека може да најде место во нашиот културен простор. Тој викам за што станува збор, викам за списание за уметност. Аман бе, пак ли списание? Да, списание за уметност кој што ќе биде надвор од центарот од Скопје, ќе се издава во Штип и мислам дека според профилацијата и според она што треба да го има списанието ќе биде необично и поразлично од другите списанија и така почнав со списанието кое што представуваше омаш на еден од големите светски творци. Па тука во тоа списание се наоѓаше еден огромен мислител, филозоф Хенри Торо, па во списанието Фернандо Песоа бил посветен, па во списанието да не зборувам, па од Жак Превер, па се до Алберт Ками и така натаму. Значи од
во југословенските простори, тука бил Данило Киш, па кај нас еден Живко Чинго, па речеме Блаже Конески, Ганета Доровски, па се до Веле Смилевски, Раде Силјан и така натаму. Значи, тоа списание ми дозволи да направам една антологија на светската книжевност. И јас ја направив таа антологија на светската книжевност, тргнувајќи од првиот број на списанието, во кој што му го посветив и направив омаж на делото на Ацо Шопов. И потоа доаѓа многу и како се вика, и па и Ибзен, па и Стринберг, па и многу автори. Па. Значи, сега, бидејќи излегува 77 броја, 76 броја, не можам да се сетам се на кого е посветен и какви се омажи се правени на списанието, и тоа исцрпни, на пилњак, на многу. Значи, сето тоа му даде на списанието една таква позиција, го стави на таква позиција на духовната вертикала на меѓу периодичните списанија во Македонија во наводечко место. И тоа е секој бараше да му биде посветен списанието на него, да се најде на страниците на тоа списание. И ден денеска е така. Значи, кога ќе се најдам во некоја средина кај луѓе кои што знаат каква е периодиката, кои што знаат каква е нашата книжевна ситуација и прилозите кои што се во неа, и веднаш кечат, тоа е одлична работа. Кога зборувавме за она кој на која позиција треба да се најде и врз основ на што треба да бидеш во македонската енциклопедија, еден од професорите од академици рече: ништо да не си работил, доста што го издаде списанието Сум, ти си во енциклопедијата. Значи, тоа зборува дека списанието е на доста високо место, и јас се трудам се уште да го спасам списанието од инфицирање на порядочни нешта, од инфицирање на нешто кое што со лош квалитет и така натаму, и го зачував до сега, и одлично се движи. Сега списанието го насочувам околу кон театарот. До театарот ја изгубивме критиката, и покрај тоа што во книжевноста нема критика, мислам дека многу посуштествена е таа театарска критика, оти многу пари се одливат тамо, многу вработени има во театрите, и некако ми стои дека тие се провлекуваат малку, не сакат да има луѓе кои што ќе ги оценуваат, бидејќи си се пријатно им е кога се на одмора, не на часови. А критиката дојде како ги собира сите, па на час некој им држи предавање или некој ги испитува. И сега да нема нашата гимназија професори, уживанција. Ние можеме и без професори, можеме и без наука, и без знаење да живееме. Не треба да се целата наша екзистенција да се базира врз знаење и врз она што како се врз критериумите на некој што ќе ги поставува во страна. И сега се викам, ова списание сега ќе биде за насочен кон театарот, и ќе можеме некои нешта кои што се девијантни или не заслужуваат да бидат одбележани, подцртани и така натаму, но меѓу другото и да се потенцират тој некрошус во сеното, да видат за како станува збор режисери во Европа, што тие барат, каков е односот нивни во театар, во која позиција, во која фаза сме се на театарско живење. Некој ќе ти каже постдрамски театар, тие појма нема што значи тоа. Или некој ќе рече ваков театар и онаков, појма нема. Или ќе дојде некој режисер, ќе прифатат се, кечите, но јас кечам, чеки, извините, дали ние имаме можности, дали имаме ние средина за еден таков модел? Значи, ние не може кај нас сега да се вози кола која што е за, како се вика, конструирана за пат како што има месечината, или за пат како што имат нека аутотабани во развиените земји. Значи, нас не треба кола со подобри амортизери, бидејќи имаме многу дупки по патиштата. Во секој случај. Јас ве посакувам и во иднина да продолжите да го подготвувате Сум, да продолжите со пишување. Се надевам дека ова издание на емисијата Вагол ќе го гледа некој, да речеме, ве надлежен во Министерството за култура или во Министерството за образование, па ќе посветат поголемо внимание на промовирањето, односно на тоа книгите на македонските писатели кои да се наоѓаат, да бидат подостапни за оние кои што сакаат да ги читаат, и лектирите и да бидат дел од образовниот систем како лектира во. Јас се борам за тоа. Јас ќе бидам борец, и тоа многу јасно, дека македонскиот автор треба да има предност во однос на сите други автори, и не да бидеме затворена средина, не да се плашиме од цело она што доаѓа од страна како што се плашат французите, можеби и енглезите, но сепак да му дадеме предност на македонскиот автор, бидејќи преку македонскиот автор Македонија артикулира.
Јазикот македонски артикулира, обстојува. Јас реков вечност, ја допира вечноста. А ние ако го забравиме македонскиот автор и цело време му се поклонуваме на Молиер, на Шекспир, на Чехов, на Достоевски, па тоа е како се подведување. Значи, цел живот треба да поминеме со статус на трабант. Мислам дека не сме го заслужили тоа. Навистина, не знам дали знаете дека на крајот на секоја емисија во Агол правам селфи со моите соговорници, со моите гостини. Така да и оваа емисија ќе биде така.